И тука некаде се приближуваме до оној последен дел во нашето утринско дружење, односно последната или втора гостинка за денеска, со која што ќе имаме едни многу поведри теми и содржини, ќе ја допреме културната дипломатија во една земја која порано бевме една земја, но сега е друга држава Хрватска. Станува збор за господјата Мими Ѓорговска, директорка на Македонскиот културен центар во Загреб. Господја Мими, добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте. Добро ме најдов. Благодарам на поканата. Веќе една година сте председателка на Културно-информативниот центар во Загреб, каде што се случуваат многу настани, многу проекти, многу активности во кои што македонците сум сигурна дека ви се благодарни за се што организирате таму. Секако да, значи е скоро една година од минатиот септември, односно од септември минатата година, сум директорка на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, како што кажавте. И среќна сум и задоволна што можам што ми е дадена довербата да вршам една оваква благородна пред се функција, каде што преку културата, преку презентацијата на културните вредности, на богатата вековна македонска култура, ја представуваме Македонија, го представуваме најдоброто од нашата држава пред, како што кажавте, македонците кои што живеат во Хрватска, но секако и пред хрватската публика, која што навистина од моето искуство досега можам да констатирам дека секогаш е заинтересирана да запознае нешто повеќе, нешто ново во однос на македонската култура, во однос на различните дејности од културата и навистина сум задоволна што ја имам привилегијата тоа да го правам во една пријателска држава каква што е Хрватска. Одлично. Во она што можев да зирнам на вашиот Facebook профил на Културно-информативниот центар, вие непрестано организирате таму манифестации, настани, непрестано пречекувате гости и верувам дека со многу нешта сте веќе побогати во стекнати искуства. Што беше актуелно изминатиот период? Многу работи, како што кажавте, многу активности, многу проекти се реализираа во изминатава година. Па можам да кажам дека во текот на скоро секоја недела имаме некое случување, некоја активност, за што сум задоволна. И сега не знам од каде да почнеме, можеби да почнеме од она што беше последно пред мојот годишен одмор, пред мојот доаѓање овде во Македонија. Имавме еден исклучително значаен проект за оно што и на самиот почеток го кажав, за презентација и промоција на нашата богата култура. Тоа беше одбележувањето на 20 години од впишувањето на гласоечкото пеење на листата на УНЕСКО. Оваа година се навршуваат 20 години. И благодарение на укажаната доверба, благодарение на укажаниот интерес од страна на директорот на светски реномираниот фестивал Меѓународна смотра на фолклорот, господинот Твртко Зебец, ние бевме дел од тој фестивал и токму на фестивалот го одбележавме јубилеот 20 години од гласоечкото пеење со настап на Трио Гавровски и Дарко Коцев, а исто така и во рамките на официјалната програма на фестивалот во Македонскиот културно-информативен центар беше организирана трибина која што се однесуваше на нематеријалното културно наследство, на нематеријални културни добра запишани на листите на УНЕСКО, хрватски и македонски, која што беше посветена под мотото се реализираше под мотото култура и идентитети. И тоа многу ми значеше од аспект што имавме можност да го направиме и тоа поврзување меѓу Македонија и Хрватска, македонските и хрватските културни вредности, затоа што така е најдобро. Една од нашите цели и мисии на културните центри е токму тоа, да покри презентацијата на нашата култура да отвориме можности за уште поголема соработка, која што со Хрватска реално ја имаме на едно
одлично ниво, но секогаш е добро кога се продлабочува таа соработка. Проектот, значи, од хрватска страна, како што кажав, го организиравме со овој фестивал. Од македонска страна исто зема учество и ни даде поддршка и Управата за заштита на културно наследство и присуствуваа представници експерти од Управата за заштита на културно наследство и директорката на управата, а секако сите проекти кои што ги реализираме како такви се дел од годишната програма и поддржани од страна на Министерството за култура. Така да покрај овој настан што го имаше културно-информативниот центар, имавме привилегија оваа година да представиме уште, да се представи уште едно нематеријално добро во рамките на овој настан. Тоа беше копачката, исто така впишана во УНЕСКО. Тоа е нешто што беше последно, со што го завршивме првиот дел од годинава. Секоја чест, навистина. Доста инспиративно и доста захтевно, предпоставувам, за организација со оглед на тоа што скоро една година сте во Хрватска, а Хрватска, како што кажав и јас на почетокот, потоа и вие се надополнивте, е држава која ни е многу блиска нас. Не ни е соседна држава, но ни е многу блиска. Делевме во неодамна, во едноминато време исти вредности, бевме под една иста капа и земја на која многу добро е познато и македонскиот фолклор, и македонската култура, и македонската традиција, и предпоставувам дека и многу македонци живеат и се вклучуваат во бројните активности. Во каква спрега сте со нив? Секако да. Една од целите исто така да бидеме во континуирана соработка со македонците кои што живеат, работат или се школуваат во Хрватска. Еве, од минатата година ќе истакнам дека и наши студенти можат по поволни услови, благодарение на договорот меѓу двете влади што беше подпишан, да студираат во Хрватска. Во Хрватска функционираат, знаете како, Хрватска е држава која што навистина посветува посебно внимание на малцинствата кои што живеат во Хрватска. И една е од малкуте земји каде во основните училишта се учи македонскиот јазик. Толку така, и тоа сакам да кажам. Да. Еве, значи, ајде ќе почнеме со тоа. Значи, во Хрватска има можност да се изучува македонскиот јазик како изборен предмет во училиштата, што е навистина привилегија. Потоа имаме лекторат за македонски јазик во Риека во рамките на Филозофскиот факултет. Во рамките на реномираниот Филозофски факултет во Загреб, кој што минатата година одбележа 150 години од своето постоење. И постои катедра за јужна славистика со посебна група македонистика. Значи, навистина, во многу сегменти имаме можност за промоција, за чувување на нашиот македонски јазик. Потоа, во Хрватска имаме одлична соработка и со Советот за македонско национално малцинство, кое што функционира при градот Загреб. Постојат македонски културни друштва, кои што функционираат како невладини организации, кои што се организирани во една заедница на македонците. И имаме прекрасна македонска православна црква, која што исто така има голем број на активности, која што исто така представува едно место каде што ги собира македонците. И еве, јас како директорка на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, од мојот прв ден кога сум отидена таму, и додека ја обавувам оваа функција, секогаш ќе ми биде приоритет сите тела кои што функционираат, дали институционално, дали како невладини организации во цела Хрватска, не само во Загреб, секогаш да соработуваме заеднички и заеднички да направиме колку што е можно повеќе во интерес на презентација, промоција на македонската култура, а преку македонската култура да ја представиме и Македонија како држава, Македонија како пред се држава со огромен културен капацитет, со врвни уметници кои што имаат врвни достигнувања во своите кариери, бидејќи сепак во нашата работа уметниците се тие носителите на она што го работиме. Они се нашите репрезенти. Нашата заслуга и улога тука е пред се на Македонскиот културно-информативен центар во изборот
во квалитетот на она што го прикажуваме, представуваме, затоа што сметам дека секогаш треба да го представиме најдоброто. И кога говориме за соработката со сите релевантни институции, невладини организации кои што постојат, би сакала да потенцирам дека ние веќе јас започнавме соработки, реализација на проекти, токму со овие институции направивме една одлична изложба во месец март на македонка која што академски сликар која што живее и работи во Хрватска во Загреб, Оливера Цаврич, во соработка со Советот за македонското национално малцинство. Во месец март исто со Меѓународната асоциација на жени и со Македонското културно друштво организиравме Охридски бисери, организиравме една одлична трибина. Центарот ја организираше, но ги вклучивме значи сите чинители, каде што представивме успешни жени кои што имаат потекло од Македонија. Потоа, исто така, важна е нашата соработка и со хрватските институции таму. Тука би сакала да истакнам, покрај на почетокот што кажав, уште една значајна остварена соработка, тоа беше со Музеот за уметности и занаети во Загреб, каде што организиравме заедничка изложба на првата македонска дипломирана академска сликарка, која што дипломирала во Загреб, Менче Спировска, и за прв пат беа изложени некои нејзини графики кои што до тогаш не беа видени во просториите на Македонскиот културно-информативен центар. И тоа е многу важно. Со нив продолжуваме уште една соработка, изложба на Михајло Арсовски, исто така еден од најзначајните хрватски дизајнери со македонско потекло, и многу е важно да бидеме дел и од хрватските институции, доколку сакаме да сме повидливи. Браво, секоја чест на вистина. Можеме ли да кажеме колку вакви културно-информативни центри има Македонија низ регионот или низ светот? Да, секако. Па токму тоа, кога размислував, функционирањето и практикувањето на културната дипломатија во Македонија се одвива на овој начин, кој што го немаат сите држави, имаат повеќе држави, значи со формирање на културно-информативни центри. Нашиот прв културно-информативен центар е формиран пред 20 години во Софија, во Бугарија. Оваа година, значи, имаат колегите таму и јубилеј, 20 години јубилеј. Потоа, значи, покрај центарот во Софија, тука е културниот центар во Истанбул, културниот центар во Загреб, Тирана, Белград и Њујорк. Значи, имаме 5 културно-информативни центри, кои што благодарение на поддршката од страна на владата, од страна на Министерството за надворешни работи, на Министерството за култура, бидејќи функционираме, мора заеднички. Не може едно тело, една институција нели да ги ја координира работата на центрите. Министерството за култура е носителот и секторот за меѓународна соработка во контекст на креирање на програмите заедно со нас директорите, но значи таа една поставеност согласно легислативата која што имаме инволвирани, значи повеќе страни кои што секогаш се залагаат во интерес на практикување и поспешување на културната дипломатија. Так, тоа е поентата на крајот на разговорот, но ајде малку да се задржиме на проектите кои ви предстојат. Вие сте сега овде во Македонија на годишен одмор, но се разбира се враќате наскоро назад и продолжувате со фокусот на сите останати проекти. Што ќе биде следно? Секако. Пред да се фокусираме на проектите кои што предстојат, јас само би сакала да истакнам дека во изминатиот период навистина имавме, не можам сите да ги кажам, но навистина одлични врвни уметници кои што се представија секој во својата област, дејност, музичка, сценска дејност, издавачка, книжевна и така натаму. Би сакала да ставам посебен акцент на една уникатна изложба која што организиравме. Тоа беше представувањето на македонскиот рубин кој што предизвика огромен интерес за хрватската публика и многу други настани. Нема да ги набројувам затоа што многу се, но навистина врвно избрани и секогаш има публика која што сака да види нешто, еден мал дел од македонската култура. До крајот на годината продолжуваме исто така со
разни проекти од разни области. Она што би сакала да го издвојам како проекти на центарот, како проекти кои што сме ги направиле во рамките на изборот. Знаете како кога се определува програмата, самите уметници имаат можност да аплицираат со своји проекти, но исто така и ние како директори на центрите имаме проекти со кои што ја креираме дел од годишната програма и во тој дел од оваа година ќе започнеме со реализација за прв пат, се надевам и верувам дека тоа после ќе стане и традиционална манифестација на фестивал на македонски филм. Оваа година ќе биде посветен на македонски филмски класици. На хрватската публика ќе понудиме една ексклузивна можност да го види филмскиот опус на браќата Манаки, првите сниматели на Балканот. Фестивалот го организираме во соработка со Кинотеката на Македонија. Покрај браќата Манаки ќе бидат прикажани уште 4 други долгометражни играни филмови, 4 кратки филмови и она што е куриозитет што досега не се случило, овој фестивал ќе биде патувачки фестивал и ќе се прикажуваат филмовите во десетина градови во Хрватска, значи не само во Загреб. Исто така ќе во ноември месец имаме фестивал на современа македонска книжевност за прв пат, кој што одлучив да го организираме со издавачката куќа Македоника Литера и господинот Нове Цветановски, од аспект што сметам дека тоа е издавачката куќа која што има направено најмногу преводи на хрватски автори на македонски јазик, најмногу има придонесено за превод на македонски автори на хрватски и сметав дека тука треба да се направи таа конекција меѓу македонски и хрватски писатели и продлабочување на нивната соработка. Тука имам исто така планирани ексклузивни гости кои што ја ќе оставам за понатаму, тоа ќе биде во месец ноември. Исто така ќе посветиме, имаме еден убав концерт кој што во рамките на концертот ќе посветиме и еден портрет на Тома Прошев, кој што е дводомен композитор, живеел, работел во Хрватска, македонец и уште многу други настани кои што ми треба многу време да ги кажам, да, но мислам еве така некои клучни се тие кои што следуваат. Предстојат навистина одлични проекти, за нив ќе говориме, едно резиме ќе дадеме кога ќе ни дојдете повторно, можеби крајот или почетокот на наредната година. Ви благодарам што бевте гостинка ова утро и посакувам многу успешни настани, манифестации и таа културна дипломатија да оди во нагорна линија и светот не само Хрватска, туку и светот да не знае само подобро. Ви благодарам и вам на поканата, ми беше посебна чест и задоволство да бидам дел од утринската емисија на телевизија Алфа и се гледаме во некој разговор во наредна прилика овде во Скопје или можеби во Загреб. Во Загреб, така. Ви благодарам многу, ќе ми биде задоволство особено.